Gospodine Трайчевски, ајде веднаш да расчистиме околу тоа дали Советот за радиодифузија е партизиран или не. Дали се уште сте активен или сте го замрзнали членството во ВМРО-ДПМН? Ве прашав, дали сте член на ВМРО-ДПМН и дали го замрзнате членството? Да расчистиме судилините. 2. Вие како Совет за радиодифузија сте должни да водите сметка за тоа како се однесува македонската радио телевизија како јавен национален сервис. Пошто ги читате извештаите на Европската комисија, гледам, признавте дека имало констатации за селективна примена на казните од тело кое вие. Еве сега да ви прочитам еден дел. Советот го подобри својот капацитет за следење на содржината и надзор на собственоста на медиумите и концентрацијата. Таквите напори треба да продолжат. Туку имате пофал. Останува загриженоста во однос на незината независност. Јавниот радиодифузен сервис ја подобри својата понуда во однос на содржината, но обезбедувањето на плуралистичка и избалансирана новинска покриност се уште не е вградена во своите политики и практики, како што се гледа во недостатокот на избалансирана покриност за време на кампањата за локалните избори 2013 година. Моето прашање, кога последен пат на МТВ сте виделе дебата во која учествувале власти и опозицијата? Нели е тоа нешто што е обврска на македонската радиотелевизија? Тоа не мора да го прави Сител и нејзиниот главен уредник, но македонската радиотелевизија мора, затоа што се финансира и со мои и со ваши пари. Мора да биде таква. А таа не е таква, ќе признаете. Таа е многу повеќе огласна табла на ВМРО-ДПМН, бидејќи не верувам дека постои телевизија на светот во која така наречените поучни, читајте, корумпирачки реклами на владата на Република Македонија се емитуваат на било која национална телевизија. Ако ми кажете еден пример во светот со толку присуство на реклами на владата на таа земја, јас ќе задам оставка. Еден пример ако ми наведете, јас ќе се повлечам од оваа позиција. 3. Го осудивте последниот ваш судир со Алсатем. Ја обвинивте за говор на образ. Тоа е практично обвинување. Нејзиниот главен и одговорен уредник Мухамед Зекири, меѓутоа, колку што се сеќавам, таквата одлука, барем како што соопштија јавно, членовите албанци во Советот за радиодифузија не ја поддржале. Со кого ја донесете таа одлука да се осуди тоа? И дали мислите дека тоа е однесување како што треба да се однесува едно независно регулаторно тело? Толку, благодарам. Благодарам. Повелете, господин Трайчевски, да одговорите на поставените прашања. Почнам од последното прашање. Телевизија Алса... Ве молам, господин Бишевец, не ја нарушувајте добрата деловна атмосфера и работна. Телевизија Алсатем не е осудена, туку вчера Советот за радиодифузија испрати соопштение до медиумите во однос на прилози кои што беа емитувани на Алсатем во текот на изминатите денови. Значи, Алсатем не е ниту осудена, ниту Советот е судски орган, и ниту пак е осудена за говор, значи говор на омраза не, туку за на Алсатем ја му кажавме дека треба да обране внимание на почитување на професионалните новинарски стандарди. Истото тоа, исти такви дописи се праќани и до други медиуми. До огромен број. Секогаш кога Советот за радиодифузија констатирал до сите. Господине Бишевец, значи гледавте барем и другите како се однесуваат, да молам, што се однесува, запишуваше, значи ти одговори на прашањето. Ќе му дајме и време повеќе. Што се однесува до тоа, дали членовите на Советот за радиодифузија албанци се согласиле или не се согласиле со ваквиот став, значи тие немаат обврска и не и мисламе сосема природно ако не се согласат со некоја одлука. Значи тоа е нивно легитимно право.
Утре, на седница на Советот, ќе се разгледува анализата од мониторингот на работењето на АЛСАТ изминатите денови и Советот ќе донесе соодветна мерка доколку така се констатира. Инаку за говор на омраза е надлежно јавното обвинителство. Доколку имаме правосилна судска пресуда во однос на говор на омраза, не кон АЛСАТ, туку кон било кој медиум, Советот за радиодифузија, потоа согласно член 69 може да изрече соодветни казнени мерки. Не. Видете вака сега, Советот за радиодифузија не е судски орган и нема стручен капацитет да суди за тоа дали некоја телевизија, односно некој медиум, со известувањето врши говор на омраза. Ако го прочитате правото на Европската Унија и праксата, секаде во земјите од Европската Унија надлежно за говор на омраза јавното обвинителство. По завршување на постапката пред надлежните судови, донесување на правосилна судска пресуда за говор на омраза, регулаторното тело изрекува мерки кон медиумот и мерките во случај ако се констатира со судска пресуда говор на омраза се доста сериозни. Во ред. Ќе се вратам. Значи ќе ви одговорам. Сега ќе ви видите вака. Значи вака што се однесува за избалансираното известување на јавниот сервис Македонска радиотелевизија, Советот за радиодифузија за неизбалансираното известување на јавниот сервис за изборите 2013 година кон телевизијата како правно лице и кон главниот одговорен уредник поднесе прекршочна пријава која што е платена и мислам реализирана од нивна страна. Значи немало Советот за радиодифузија немал никаков селективен пристап, исто такви прекршочни пријави се поднесени кон Канал 5, Сител, Телма, сега не ги заборавам, ги има сите. Единствено кој што не поднесовме, зборувам од големите национални медиуми кои што известуваат, тоа се 24 Вести, Алфа, телевизија Алфа и Канал 77, тоа беа медиуми од големите медиуми кои што известува избалансирано за време и Антена за време на изборната кампања, зборувам за 2013 година. Што се однесува на за владените реклами, Советот за радиодифузија нема никаква апсолутна надлежност во тоа како се распределуваат и во колкава сума се распределуваат владените реклами. Советот за радиодифузија секоја година согласно законот прави анализа на радиодифузниот пазар во Република Македонија и констатира на кое место се наоѓаат најголеми, односно кој е редоследот на најголемите огласувачи во Република Македонија. Во извештајот за 2012 година, владата на Република Македонија беше на прво место. Во извештајот за 2011 година беше четврто место, во извештајот за 2010 била на 19 место, во извештајот за 2009 била на трето место. Што се однесува на вашето прво прашање, од 2006 година јас се повлеков од политиката.